Министрот најави 25% зголемување на платите, најточно, најпрецизно е 24,92, но тоа е без малку 25%. 4% доаѓаат од редовното зголемување на плати, што го најавивме во програмата и го ветивме во програмата. 9,2% е дополнителното покачување со ноемвриската плата и 9,2% со покачувањето што ќе следи со февруарската плата, така да станува збор за во овој период што ќе има зголемување. Се заедно излегува околу со коефициентите на зголемување едно врз друго, процент на процент, излегува околу 25% зголемување. И офаќа сите лекари специјалисти во клиниките, во клиниките во Скопје, плюс нова градска болница, односно градска болница 8 септември. Парите главно доаѓаат од заштедите што беа направени на тендерот за инсулин и на тендерот за набавка на лекови. Значи тоа е. Ние вака да појаснам малце посликовито. Ние го сменивме законот, значи направивме реформа. Тоа го најавивме во нашата програма на изборите, значи станува збор за исполнување на ветување. Го најавивме во законот дека ќе направиме реформа и ќе дозволиме паралелен увоз, со што веруваме дека за истите лекови, истиот квалитет на лекови, цената ќе падне, државата ќе направи заштеда и со таа заштеда ќе инвестираме во нешто друго. И еве што се случи. Првиот тендер што го објавивме беше централизиран со паралелен увоз откако се смени законот. Откако се направи реформата. Во првиот тендер се објави набавка централизирана за 72 лека, односно секоја здравствена установа ги даде двата најфреквентни лека и двата најскапи лека. Вкупно 72 лека. Од овој тендер заштедата е 6 милиони евра. 6 милиони евра заштеда, кои што 110 милиони одат за покачување на платите, овие во клиничкиот центар Мајка Тереза, комплексно клиники Мајка Тереза и нова градска болница 8 септември, 110 милиони денари одат за тоа, а другиот дел одат за санирање на неколку болници во смисла што имаат поголеми долгови, како што е Прилепската, Битолската, 8 септември, Госиварската и уште некои други. Таму каде што се напластиле некои долгови од минатото, значи со оваа заштеда од 6 милиони евра ќе се покрие и тоа. Потоа објавивме втор тендер за набавка на инсулин. Се сеќавате, имаше критики, вака е, онака е, не знам што ќе се случило на пациентите. Од тој тендер, за истиот квалитет на инсулин, добивме заштеда од 3,8 милиони евра. Тие средства ќе се употребат за пообемно реновирање на Прилепската болница, пообемно реновирање на Битолската болница, нов ургентен центар во Куманово и набавка на опрема во Свети Наум Охридски болницата во Скопје, тоа е Стара градска, популарно речено, инаку таа се вика Свети Наум Охридски. Тука ќе се набават најмалку 2 ендоскопски столба, ќе се набави еден кревет што е значаен за луѓе што имали изгореници, ќе се набави еден мамограф и можеби уште некоја друга опрема. И плюс на сето ова ќе се набават уште 6 мамографи, од кои еден ќе оди за Свети Наум Охридски, еден ќе оди во Охридската болница, еден во Штипската, еден во Кочанската, во Прилепската и во Кавадаречката. Во некои други има, например во Тетовската има и така натаму. Така што тоа е вториот тендер, од заштедата од 3,8, заедно со првиот околу 10 милиони заштеда. А од третиот ќе објавува? Третиот тендер очекуваме, тоа е за сите преостанати лека, значи над 600 лека. Очекуваме заштета од 3 до 4 милиони евра и тука од таа заштета веројатно околу 70% средствата ќе бидат употребени за ново зголемување на платите на лекарите, но овој пат во здравствените домови, каде што се брзите помоши и така натаму, бидејќи тие не се ставени на плаќање на учинок и имаат малце пониска основа, следната фаза што сакаме да ја фатиме, тоа е во текст, значи овој тендер веќе е објавен. Кога се очекува, кога може да очекуваме? Па мислам дека веќе наредниот месец би требало или најкасно јануари да заврши тој тендер. Ќе видиме колкава ни е заштедата. Очекуваме 3 до 4 милиони евра да биде и од таа заштеда најголем дел ќе оди за зголемување на платите на лекарите во здравствените домови, и специјалисти и општи лекари и на сите што спаѓаат под нив, а под нив спаѓа и итната медицинска помош. Значи вкупно очекуваме околу 13 до 14 милиони евра заштеда. Тоа е реформа. Значи, ништо не губат пациентите, добиваат исти лекови, исти квалитет, се на време, а од друга страна се прават заштеди
И тие заштети одат за реновирање на болници, одат за зголемување на плати на лекарите, одат за градба на нови делови на болници, како ургентниот центар во Куманово што го планираме, опрема за болниците и така натаму. Мамографите се многу важни затоа што има во Скопје, но многу малку низ Македонија, а тие откриваат рано откривање на канцер на дојка, што значи и спасување на животи. Тоа е таков канцер што ако се фати рано може и да се излечи и да живее човекот долго. Жената да живее долго, да умре може би некогаш од друга болест, не од таа болест. Зашто и порано не се правело овако? Така тоа е може. клучното прашање. Тоа е клучното прашање. Зашто порано не е направено? Зошто во минатото, прво, зошто во минатото не се правеле вакви заштеди? И второто прашање е зошто некој толку многу протестира против ова? Каде завршувале овие пари? Овие пари во минатото завршувале како екстра профити на фармацевските куќи и веледрогери, екстра профити. Тие и сега имаат профити. Тие нема да дадат на тендер нешто да продадат лекови ако немаат профит. И сега имаат профити, и сега ќе си имаат големи заработки, добри плати и така натаму, и ние немаме ништо против тоа. Секоја приватна фирма која работи за профити, тоа е окей. Меѓутоа имале екстра профити, како што ги нема во ниедна земја, затоа што тоа некој свесно им го дозволувал, и тој што свесно им го дозволувал сега најмногу прави проблем и фрла димни бомби за меѓународно да се создаде некое мнение дека погрешни лекови ќе се набават, дека се помалку квалитетни, дека ќе има штета пациентите и така натаму. Тоа е резултат од реформи.